Навистина, долга е листата на одредени јубилејни настани и личности во оваа предлог одлука и дел од нив се во ред, но има клучни во тие јубилејни настани кои што едноставно не само што би нарушиле репутацијата на ова собрание, туку мислам дека ќе бидат во колизија и со меѓународни документи донесени со одлука на Обединетите нации. Имено во предлог одлуката се одредува во поред 59 се одредува одбележување на 18 години од победата над фашизмот – Ден на Европа. Значи, предпоставувам дека датумот е одреден на 8 мај, а не на 9 мај, кога е вистинскиот ден како ден против фашизмот, каде што сакам да ве потсетам дека токму Република Македонија и македонскиот народ беше дел од антифашистичката коалиција која што победи во Втората светска војна. И сега со ова не само што вршиме груп историски ревизионизам, туку и правиме исклучителен непочети градиме антиасномска култура во Република Македонија. Понатаму, во точка 99 е одредено дека ќе се слави јубилеј 10 години од ансамблот Илирида. Прво би сакал да подречам дека ова несрекно избрано име на овој ансамбл би требало да сноси одговорност за тоа, за неговата регистрација Центарот за Централниот регистар на Република Македонија, но ќе нагласам дека ова здружение и по неговата функција и по тоа символот кој што го носи, апсолутно не ги исполнува ниедни од критериумите од одлуката за одбележување на јубилејни годишни значајни настани и истакната личности во Република Македонија, донесена на 20 мај 1998 година. Не само што не ги исполнува овие услови, туку во директна спротивност во секој од тие услови. И ќе искористам прилика да ги потсетам колегите и да прочитам кои се овие услови, па самите вие заклучите дали ова здружение кое што на нивните активности се вее знамето на голема Албанија, се проповедаат етничките граници на албанците кои што патем. Сега разбирам зошто Република Македонија не ја поддржа резолуцијата за глорификацијата на нацизмот, фашизмот и нивните современи деривати. Не само што не ја поддржа, туку да ве потсетам, гласаше и против. Токму ова славење на јубилеј на ансамбл кој што го носи името на организација, култура и една политичка порака која што се занимава со ревайвал на идеите од Втората светска војна, односно балистичките идеи на овие простори, идеите за голема Албанија, не се во спротивност со член 2 од одлуката за одбележување на јубилејни настани на значајни и истакнати личности во Република Македонија, која што одлука ги дефинира критериумите. Пазите. Член 2. Значајните настани и истакнати личности чии годишнини се одбележуваат треба да се од исклучително значење за развојот на државноста на Република Македонија и за нејзиниот државно-правен континуитет, да се основоположници во одделни дејности во општествените, политички и економски живот на Републиката и придонесле за нејзината меѓународна афирмација. Навистина, не знам каква е меѓународната афирмација на ансамблот Илирида и особено на славењето на Денот на Европа како ден на борбата против фашизмот. Понатаму, третиот критериум кој што треба да го исполнат овие јубилеи, да се вгради во историскиот развој на земјата и во народната
традиција со што се овозможува создавање на трајно чувство на патриотизам и инспирација за идните генерации. Понатаму, да обезбедат јакнење на толеранцијата, меѓусебно разбирање, диалог, заемно почитување и доерба меѓу граѓаните од различно етничко и културно потекло. Да придонесат кон унапредување на начинот и формите на граѓанската рамноправност со животот на македонскиот народ и прибавниците на националноста во Републиката и последно да обезбедат афирмација, примена и почитување на начелата на хуманизмот и општо цивилизацијските вредности. Значи, славењето на нашиот јубилеј како дел од НАТО членството, апсолутно како дел од деструктивна воена организација, апсолутно не ги исполнува ваквите критериуми, уште помалку ансамблот наречен Илирида заслужува да му се слави јубилејна годишница. Од тука апелирам оваа програма да се врати на доработка и да се избацат овие спорни и во крајна линија контроверзни и антиасномски јубилеи. Благодарам.